Почитувани, добар ден. Нов почеток и нова црвена линија. Јавниот превоз во Скопје во хаос, а јавниот скопски превоз во катастрофална состојба. Автобусите доцнат, често и воопшто ги нема, а по топлото време граѓаните со часови губат време и не можат на време да стигнат никаде. Во многу од автобусите нема клима, а самите возачи велат дека има многу автобуси кои се небезбедни. Секој ден има немили настани, од градот не мрдаат со прст. Градот веќе неколку години не набавува нови автобуси. Од јавниот скопски превоз велат недостасуваат 50 автобуси, а очекуваат во септември бројот на автобуси кои што ќе недостасуваат да биде двојно поголем, 100. Препорака за сите кои што планираат да дојдат во главниот град по некоја работа и планираат да го користат јавниот превоз, да се наоружаат со трпение. Скопјани се трпеливи долго време. Градоначалничката Арсовска Данела во предизборната кампања вети екоавтобуси и бесплатен превоз. На митинзите велеше: ако може тоа да функционира некаде, зошто не кај нас? Тема на денот во црвена линија е: зошто тоа функционира некаде, но не и кај нас? Имаме и прашање плюс, но тоа можете да го одговорите доколку не заследите сега веднаш на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. Прашањето следно: дали користите јавен превоз? Да, не. И секако ќе можете да одговорите со кликање на вашиот одговор, а во проценти ќе се пресметаат резултатите и соопштат таму некаде пред рекламите. И пред активно да го започнеме диалогот со вас, секако да го погледнеме и прилогот на Симона Петровска. Со шиша вода, ладало и подценка, граѓаните чекаат автобус. Долгото изложување на сонце и со редуциран возен ред ги револтира, некогаш дехидрира, а во некои ситуации колабира. Цел сат чекам автобус, да не ова вода ќе паднам у несвес. А вадиме слободни по 1400 денари, а вака ги нема. Чекаме и се надеваме, а и шофериве можда и не се и они криви, а можда се и криви. Ако му речем дека ги нема, не вика: ау, господе, јас сум си редовно на вас, ако ви фали автобус или ако не, иде одете со такси. Пола сат, 9 чекаме, ја нема. Тоа е за ова време катастрофа. Тешко е да се издржи. Како што гледате, бараме сенка, едно, друго, така да тешко е. Еве 16 поред, која има, добро, пак доаѓа. На пола сат доаѓа, таа добро. И има клима внатре, за издржување тешко, ама еве чадорчињата на нас и под сенка негде, дока чекаме и така. Дека јавното сообраќајно предпријатие има проблем со возниот ред, потврди и директорот Драге Кушовски, кој предупреди дека од септември граѓаните ќе бидат на поголема мака. Решението го гледа во набавка на нови екоавтобуси, точка која советниците подолг период не ја гласаат. Инцидентот кај Мавровка ги извади на површина проблемите во ова предпријатие, а јавното обвинителство ја истражува сообраќајката. Вработените и синдикатите на различни страни за исправноста на црвените возила, а граѓаните на мака со намален број на автобуси и зголемен број на чекање. Проблем освен со градските патниците се жалат и на редуцирани приватни автобуси. Тие пак поради долг за кој што тврдате од месец јануари возат само една смена. Последните информации на Телма говорат дека паднал договор за исплата на средствата најдоцна до понеделник, доколку до тогаш не им се зголеми салдото, најавија целосен прекин на превозот. А по прилогот на Симона Петровска на ред сте вие. 023070005. Покрај тоа што може би темата звучи повеќе скопска, секако не заборавајте дека црвена линија секако ги покрива прашањата, односно темите за кои што зборува за целата земја. Така да не е миновно да ве охрабрам и сите вас останати секако да споделите со нас и каква е состојбата со јавниот превоз во останатите градови. Секако еве и какво ви е искуството кога ќе дојдете на гости во Скопје, а треба нели да се движите и да го користите јавниот превоз. И секако ќе ве потсетам дека денес централна тема во црвена линија е всушност зошто тоа нешто функционира некаде, а никако кај нас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав. Тема
Од Роме од село Биџево. Поздрав. Еве со превозот, како се снаоѓате? Постои ли ние- никаков превоз Јас кон сум во нив? близина на Струга. Така? И имат комбиња приватни и сори ми одиме ние. Ама кога друго време кога беше, јас сум стар години имам. И тога беше ред во Југославија. Тука имаше и автобуси, и за поселава, и за такаде. Сега немат ред за држава. Политичариве само за ними мислат. Да си клајат пари в джеп и за народот тие не мислат. Немој гајде за народот. Само за ними. Дали некогаш еве во Скопје, односно во ова блиско минато сте користеле јавен превоз, особено еве во периодот кога цел месец сме изложени на високи температури? Не, ја Скопје не сум виден. А Бев зошто едно време. А зошто да речеме работите функционираат надвор, а тешко кај нас? Ама, видите, во време на Југославија, тога беше ред. Сега политичарите се виновни за све. Овие од СДС ни срушија државата. Они ми стада мене. Тие само за ними мислят, не мислят за народот. Само да се земат пари и да се богатат, а народот баш не им е гајде за него. Што им е гајде за народот? Важно тие да имат пари и да се богати. Ајде, пријатно. Добре ден. Пријатно, благодарам за јавувањето. Секако бевте прв гледач со кој што го отворивме ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила пред се да го намалите целосно тонот на телевизорот за подобро да се слушнеме. Да. Во ред. Дали користите јавен превоз? Порано сме користиле. Ние се јавуваме од друг град. Не од Од кој Скопје. град? Од Тетово. Како е состојбата со јавниот превоз во Тетово? Како? Доста солиден е во град Тетово. Па треба да дојде градоначалничка од Скопје, па да види како е организиран јавниот превоз. Ние немаме голем возен парк, али некако излегува во сусрет на граѓаните. А ова ме изремонтира пред долго време и со години градоначалничка да не може да најде крај чаре на ниеден проблем што ги допира граѓаните. Ни градски превоз, ни хигиена низ градот. Сите директори на јавните предпријатија ги смени. Директорите на градскиот јавен превоз ги менјава секоја недела, да речем, и сите не и чина, а она е најдобро. Па ја мислам, треба еднаш граѓаните на Скопје да се запраша што е проблемот со градоначалничката. Ова не е возможно вакво нешто у 21 век да се дешава. Да не може еден градски превоз да се реши. Ако са партиски проблеми, ако не можеш да ги усогласиш интересите на партиите, поднеси оставка. Тогаш уште поголеми поени ќе добие, него ли вака да ги малтретира граѓаните. Ви благодарам. И ние ви велиме големо благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Значи, прво не функционира затоа што не водат саглам луѓе. Второ, општо народот и тргнувајќи од себе, место вака да се препуцаваме под емисии на телевизии, треба да се искочи народот граѓанска непослушност, затоа што не функционира не само ова, ништо не функционира у држава. Јавен превоз сум користел порано, сега не користам, да ви кажам искрено, фала Богу што ми е блиско работа. Според вас, како е тоа нешто што секогаш функционира надвор, а кај нас многу потешко? А ви кажав на почеток, значи таму надвор водат саглам луѓе, општо, се. Никој овдека е све нарамил уназад 30 години, значи тоа така ќе се продолжи, се додека народот вака си кажуваме проблемите на телевизија и меѓу себе кој ќе се. Еве јас ќе ви кажам дека оние кои што треба да ги решаваат проблемите и како ве слушаат, и тоа се покажало многу пати. Вака сега да ве замолам, пошто многу ве ценам као новинарка. Би ве замолил
доколку сте во можност да испитате со што не зрачат овдека, затоа што овие 2 недели вакви температури, не знам сега колку гледате вести, нема во Европа освен Балканот. Мислам дека може да го знаете. Така, во однос на климатските промени, оно што му се случува на Западен Балкан и Медитеранот, екстремно високи температури. Добро, секако Црвена линија ќе ги разработи и ќе разработи оваа проблематика. Благодарам секако што се вклучивте во Црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Убав ден, Телма. Најубав ден. Користите ли денови во особено јавен превоз? Јавен превоз не користам и немам намера да користам, пошто сум од внатрешноста. Добро, од каде ни се јавувате? Молим од Гостивар. Па име во Гостивар, како е јавниот превоз решен? Јавен превоз нема во Гостивар, такси има и приватен превоз, мислам, со своји возила. Пред се би требало градоначелничката да се испрати на психички тест, на психијатар, зашто многу лажеше. Да не навредуваме, ве молам. Не навредувам. Зашто ги излажа граѓаните. Као прво. Као второ, зашто на Запад функционира тоа? Западот е 200 години пред нас. Ако дојдат некои политичари од Запад, ние се правиме најпаметни, дека све знаеме, све умееме да направиме, само тие не знаат на Запад. Јавниот превоз уште бетер ќе биде во Скопје. На овие вручини Бог ме тврде им души. Добро е што нема смртни случаеви. Медиуми ве кажуваат дека по сат време се чека за превоз, па нагамисли градоначалничката и премиерот и сите останали кои... Благодарам и вам за вашето учество во ова издание на Црвена линија и напомена и ве до останатите гледачи кои што допрва ќе се вклучите. Колку и да се револтирани знаат, особено оние кои што редовно не следат, внимавајте на употребата на зборови. На што мислам? Да се држиме да бидеме културни, достојни до своето ниво и секако да не употребуваме навредливи зборови, говор на омраза и секако говор кој што алудира на насилство. Но кога зборуваме за јавниот превоз, особено скопскиот, кој што е вистински предизвик за неговите корисници, но и секако оние кои што ги услужуваат граѓаните на овие високи температури, кој ќе биде вашиот генерално одговор на тоа како некаде успева се да функционира и да е решено, вака или онака, а што е тоа што кај нас никако да успе? Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Повелете, ве слушаме. Благодарам исто и до тебе, преголем поздрав. Тешко на оној што мора секој дневно да патува со автобус. Ужасно е во нив да се патува, поготово сега со овие исклучување на автобусите. Автобусите се ужас, поготово приватните. Па тоа да ти е гроз да влезеш внатре, седиштата прљави, смрди на устајало онака на прљаво. Па тоа нели треба малку хигиената да се покачи на ниво да биде, ако не е автобусот кој што треба, барем чисто нека биде. Ниеден автобус нема рампа за количка, за инвалидска. Јас сум морала пред неколку дена да патувам, да одам на лекар и сум платила голема сума на пари, али морав. Ако одев на станица да чекам автобус, како ќе чекав со количка јас саат време или пола саат, не е битно. И 10 минути да чекам за мене се многу. Што значи, градскиот сообраќај е многу лош. Не е соодветен за денешно време. Ни за кога е ладно дува низ вратите, ни за кога е топло, нема еркондишени и ако работи некаде на некој автобус еркондишен, граѓаните отвараат поново прозорите и тоа не е во ред од страна на граѓаните, треба да бидеме малку од малку
Верувам сакавте да кажете солидарни, но и секако ќе ви се заблагодарам за учеството. Ќе ве потсетам дека можете слободно уште еднаш да се вклучите во црвена линија за нови 90 секунди. А секако останатите да ги потсетам, внимавајте и на секундите кои што одбројуваат 90 секунди. Добар ден. Ало. Намалите го веднаш целосно тонот на телевизорот. Дали се слушаме сега? Да. Дали сте корисник на јавниот превоз? Абе, корисник со него работата е првен без лутење, без увреда. За 3 месеца се става ред. Првен, каков народ се вози во ова? Зашто не пусти во секој автобус директорот по 2-3 да бидат кој што крши, што прави? Као прво. Второ, директорот на паркови зеленила да седне, да ги искаста сите дрва по улиците на Скопје. Погледнете ги предните десни шофершемни на 70-80% од боспратните автобуси искршени. Таму имаше луѓе што работеа од фабриката за автобуси, правеа штурија све живо, дека беа. Никој не сека да земе. Зашто не му влезат на градско собрание овие? Зашто ни еден, како врши технички преглед на автобусите, а и тој што му регистрира, и тој што му, како се вика, дава лиценца за возење, да го регистрира возилото без клима уред. Така да многу работи ги има, сите тие работи ги знаат, се прават. И се прават на Васка Илиева, дека не знаат, не слуша. Сите тоа се познати не со години, со децени уназад. И кој пред кого одговара. Сите префрлуваат вината на еден, на друг, на трет, а... Благодарам пред се многу за вашите одговори во црвена линија и подсетувам, внимавајте на тајмерот, а гледачот секако го храбрувам повторно да го заврти бројот 02307-005. Она што е интересна вести во однос на јавниот скопски превоз е што ЈСП Скопје ги остави возилата и без каско осигурување. Всушност, така, например, како што стои во еден текст, известно е дека штетата на автобусот на ЈСП кој заринка во Жардинера во близина на Мавровка ќе треба да ја плати самото предпријатие кој и онака подолго време се жали дека нема средства. Она што е интересно, каското истекло, нема ново, а за секое возило има 2 типа на осигурување. Едното е задолжителното и е наречено автоодговорно. Служи за да му се исплати штетата на сопственикот на возилото во сообраќајна незгода кој не е виновен за неа. Каско осигурувањето од друга страна е доброволно и го штити и возилото на оној што е виновен под услов да имал важечка дозвола и да не бил под дејство на алкохол или дрога. И токму поради низа проблеми со кои што се соочува јавното скопско предпријатие за превоз, ние денес во црвена линија ве прашуваме зошто сето ова сме сведоци функционира надвор, но не и кај нас. Зошто? Добар ден. Ајде, добар ден ти нас. Поздрав до вас. Поздрав до тебе, до цела екипа, поздрав од Ѓорче Сити. Еве, во Ѓорче Сити верувам дека голем дел од жителите користат јавен превоз. Да. Јас вака малце на глобално, на пошироко. Една анекдота, имам време да кажам. Кога отишал нашиот во Енглеска да види енглеска позната по тревници и по трева, дошол ке сади кај нас, после некој период му вика на англичанеца, бе, не е као кај вас, чекај бе, пријателе, ние 50-60 години таа традиција, таа треба да државаме. Значи има ред, традиција и закон. За Љубљана ќе кажеме на кооперација со Скопје. Па дали знаете за 30-40 години Љубљана дали големено само за 2 милиона народ, ни толку не, за 20.000. Ние Скопје во тие 30 години колку се зголеми. Нема закон кај нас, нема казни кај нас. Градскиот користиме сите ни. Ако има еден ред, закон, кажливост, да видите како подруго ќе се однесува. А за тоа што немаме градски, јас пак ќе кажам, саглам и превоз ги кривам за Шевчани, 86-7, кога требаше трамвај да се гради, тие беа против. Еве сега ќе кукаме автобусите, нема air condition,
не били исправни. Значи ред и закон кој има во нешто, државата или градот одина. Благодарам многу за јавувањето. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав голем до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Пак убави теми ставивте се, вака загрижувачки за вас вработените, за тие што се возат, Тина, ама да ти кажам наискрено, јас кога бев некогаш на работа, вака исто беше, Тина, летен период и јас кога ќе застанев таму на аеродром негде работев, кога ќе застанев, ако маж ми не ме земеше со кола, чекав цел сат, седмица, значи ќе се случеше автобусот за секунда да ми избега и после си чекав, значи немаше и тогаш така нешто, а сега тек што кажа гледачов, толку многу се пренасили Скопје, а дали е обновен возниот ред, дали воопшто имаме повеќе автобуси, не сум во тек, така да се кај нас некако пореметено. Јас еден ден влегов во автобус, не ми беше добро, затоа и се качив. Требаше у такси, ама немам толку пари. И седнав, само што седнав, контролорот влезе после мене и ми вика дај карта. Викам само што седнав, значи еве ја имам слободна пензионерска. Значи таа секако ми ја дава државата. Леле ке ме тепаше, си мислам, викам овде стека една жена рече, абе женава само што седна. Значи викам овдека кај нас изгледа само контролорите, само тие функционираат, ништо друго. Шоферот си вози како што сака, се зборува на мобилен, нешто гледа на мобилен, цело време го анализирам, викам овој гледа ли кај возиме или не гледа. Кочи без везе, значи толку неодговорно однесување, има исклучоци, да? Луѓето си чекаат на автобуски, стварно гревчиња се тие што се на работа, многу ми е жал. Поздрав многу, Тина, и убав ден. Голем поздрав, благодарам и ве што споделивте одлично искуство како патник нели во јавниот превоз, на што сте биле сведок долж вашето патување. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Секако повелете, ве слушаме. Со воскит чекам да се уклучам во црвена линија, лично ради вас и ради режијата. Сега вака, зошто функционираат секаде, а кај нас не? Зашто сите јавни предпријатија, кога ќе бидат под капата на владата и на државата, ќе функционираат. Се докле се самостални како акционерски друштва, ќе работат како што сакат. Замрзнување подхитно на работното место на градоначалничката, затоа е зел стука, затоа е собранието и владата. Не може еден човек да се игра со толку народ, жители во Скопје. Да не се прават протести, да не се малтретира народот, подхитно да се преземи мерка. Сите јавни предпријатија, градски превоз, комуналец, водовод и сите други работи што се јавни да бида под капата на државата, на владата. Владата ќе си најди начин како ќе го оправи ова. Срамота е во овај век да немаш тие автобус. Сите вакви јавни фирми во другите градови се под капата на државата. Кога беше пошта под капата на државата, никој пат не беше во минус. Така и автобусите, ако немаш карта, ќе те казни контролорот. А зашто да вадам ја карта, кога сати? Благодарам многу, секако драго ни е што со нетрпение очекувавте секако да бидете дел од црвена линија. Можевме да слушаме досега најразлични одговори, секако еве ве охрабрувам и останатите кои што сакате да споделите како изгледа да се користи јавниот превоз, особено во главниот град. Секако, ако имате, како и гледачот од Тетово, можност да пофалите дека е добро и одлично функционира во вашиот град јавниот превоз, кој што го имате и со кој што располагате, секако и тоа е добре дојдено да го слушнеме. Добар ден. Би сакала ЈСП да одговори зашто во Љубанци, значи во 7 часот наутро нема автобуси. Ало? Да, ве слушаме, еве, јавно го поставивте прашањето. Точно, од кога е таква состојбата, неколку дена или подолго време? Па последниве неколку дена. Нема уопште автобуси, зашто тие луѓе треба да одат на работа и нормално се доцни и на работа. И друго, дали може вие како телевизија да испитате дали ЈСП има доволно шофери, зашто имаме сознание дека се многу заминати за Хрватска.
Јас не ве слушам ништо. Ние ве слушаме за шоферите за кои што се верува дека голем број се заминати во Хрватска. Да, треба тоа да си го решат меѓусебно. Ние не можеме сега да обвинуваме оваа влада само што е седната. Значи, со јавниот превоз веќе десетина години е ваква ситуација. Според вас, Еве, зошто надвор некаде таму се некако имаме впечаток дека функционира, кај нас никако да профункционира? Затоа што има ред и поредок. Во Аустрија знаете како е, не во секунда мора да дојде автобус. Во секунда, што е напишано на таблата. А овде се чека по 1 сат автобус. Така, дали сте задоволни генерално и од возењето, услугата, хигиената? Никако. Така. Благодарам многу, драго ми е што споделивте и дадовте и јавна информација, поставивте прашања зошто се до утринските часови нема линија, односно превоз за љубанци, колку што памет. Како и да е, токму поради тој постои црвена линија, токму оние кои што се надлежни, одговорни, секако за животот на граѓаните, односно за сите нас, токму преку црвена линија и граѓаните, односно вас, гледачите, може да слушнат каква е реалната слика. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, лично моje мислење е дека јавниот превоз и воопшто неработењето на јавните предпријатија е пред се поради тоа што и после 30 години самостојност нашите владеачки елити не созреа и не сватија дека јавните предпријатија не се места за вработување на нивните активисти, него јавните предпријатија треба да бидат сервис за граѓаните. Затоа тоа надвор функционира. Надвор нема да зависи ни во една Германија, ни во една Австрија, ни во една Франција, превозот не зависи од тоа која владеачка елита, која партија е на власт. Тоа е, според мене, е тоа главната причина. Јавен превоз генерално, јас не го кажам ова прв пат, генерално е рак рана на македонското општество, превозот воопшто, значи јавниот организиран превоз на патници и градски и меѓуградски. Тоа е сериозен проблем на оваа држава и се додека тоа не се промени, не можеме ние да имаме никаков напредок, ни индустријски, ни економски, ни туристички. Тоа е предуслов за се, а за да биде тоа така треба организација и требаат патишта. Ништо подобро не е ни во Битола, само што ние во Битола сега се соочуваме со еден огромен друг проблем. Ние треба би толчени да почнеме да летаме сега, пошто цел град ни го раскопаја и веќе не само што немаме добар превоз јавен, него што не можеме да се послужиме ни со приватни возила, ни со такси возила, бидејќи цел град е раскопан. Благодарам многу што на јавност предучевте како е во Битола и секако што дадовте одговори на денешните прашања во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Фала, Мирослав по телефон. Корисник ли сте еве пред се на јавниот превоз? Видите, не е овдека само проблем и јавниот превоз. Значи, градоначалниците, ова е на општинско ниво. Значи, треба да си дадат задача и да обедат 60 дена што ќе направат, па после 60 дена што ќе направат, па после бар 2 години, па после уште 2. Они обеќаат и само до крај на мандатот обеќала. Може би што нема благе везе. Ја таа жена ја познам и приватно, така да тоа не зборам, не е место и време. Така да, значи, обеќањето во програмата предизборна треба да исполните првите 60 дена, па другите 60 дена, па третите 60 дена. Доколку не исполните еднаш, два пати, три пати, значи народот треба да се дигне, сами треба да се дадете оставка. Това е една работа. Сега ме дина оваа тема малку околу градоначалниците, што слушам сега некои кредити ќе доште, па Мицковски ќе ги помага општините. Зашто да ги помага општините, кога општините имаат пари за зима? Еве, јас сум легализација на куќа. Тоа да го наведам. Да видам само колку имам време, добро. Од мене има да зема, да кажеме, 600-700 евра пари. И зашто не дозволува да им платам ја? И не само ја. Не само ја. Многу. Македонија е диво изградена. Како била?
Благодарам многу секако што земавте активно учество во Црвена линија. Продолжете да ме следите. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, Тине. Дали користите јавен превоз да правите? Да, користам јавен превоз, многу касно точно. Тоа е, али сите критики по градоначалничката. Ја мислам не е толку крива градоначалничката, толку критики ги дава, затоа што ја изгласа оваа власт сега што е на власт. Они ја поддржаа за да биде. И сега нек не баш слуша на град Скопје, таму не изгласале баш ВМРО исто, ВМРО не изгласале некој кредит да земе, не знам за автобуси, не знам зошто таму. Се се контраши и народот пати. Го исполажаа тогај, со неа исто, како сега што го излажаа, и тогај го исполага. И сега, кој е крив? Даниела, не е крива Даниела само, него тешко на нас, народот, да ви кажем. И јас користам јавен превоз, целом од село, чекаме по 2 сата и ние, ако една тура не дојде, 2 сата останавме на автобус. Ја мислам дека треба малце да се заангажираат сите и да направат нешто што е добро за народ. Греота, јас сум пензионер, сум отишла еднаш 2 пати в град, а оние луѓе што треба додат секој ден, тоа е жама. Ама ние и народот сме криви. Сами народот сме криви. А како има на друго место функционира, кај нас никако да профункционира? Па не, затоа што се контраши. Кај нас затоа не функционира. Затоа гледаат само контрадидот. Благодарам за вашите одговори. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, секако на Црвена линија. Благодарам. Ај вака да го кажеме вистинскиот проблем, зашто немаме градски превоз онако како што заслужуваме. Некогаш кога работев, користев градски превоз и без задоволен тогаш. Сега не користам, пензионер седам дома и така натака. Меѓутоа, овдека се виновни, значи градоначалничката број 1 и цело ВМРО ДПМНЕ. Бидејќи тие беа во спрега, во старт. Тие ја донесоа градоначалничката и обеќаа дека све заеднички ќе прават, значи се во интерес на градот, но нешто она примети дека сакаат, значи пошто беа претежно ставени директорчина, заменичиња, значи во комуналните предпријатија кадар од ВМРО ДПМНЕ, почна да мешаат во медот и тогаш она го пресече и почна да ја удираат сопки на градоначалничката. А во тој момент требаше да се воведе и, значи, трамвај на тркала. Тогаш они ја удрија нитна, не го прифатија тоа, не и прифатија, значи, автобуси да се набават електрични автобуси и не знам какви други. Значи, за сметка на тоа, народот го излажа дека ќе има бесплатен превоз. Сето тоа да си има свој, значи, значења, што денеска имаме ваков превоз. И чудо е што ГСП, значи, функционира какво такво, со скапани автобуси се трудат, се мачат, да ги однесат патниците до каде колку можат. Благодарам многу и вам за одговорите. Секако мора да се признае, барем на европско тло, во европските градови, без разлика дали е метропола или не, всушност користењето на јавниот транспорт е вистинско задоволство не само за мештаните, туку и за туристите. Како да јавниот транспорт е всушност и една лична карта на земјата која што ја посетуваме. Секако далеку од тоа дека нешто е недостижно кога станува збор за јавниот транспорт во другите земји. Но кај нас и оно што е достижно, сега веќе станува недостижно. Зошто е тоа така? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Поздрав и до вас и до сите гледачи и слушатели на Телма телевизија. Предходниот гледаш супер кажа, одлично, се согласувам со него. И со вас се согласувам, затоа што не само градскиот превоз, исто така и железничкиот сообраќај, исто така и лична карта за војна држава. Доколку една држава нема добро развиен железнички сообраќај, може да се каже каква е таа држава. Зошто кај нас, прашуваме сите, ништо не функционира? Затоа што на 99% тие функционери што се поставени градоначалници не се да бидат на тоа место.
да речиме за градоначалничка за Скопје, кој би поверувал дека ќе има бесплатен јавен превоз? Па да, има сега бесплатен, доколку да пешки, нема да плаќаат ништо. И нормално ќе бидат фит, нема да бидат со вишок килограми, исто така кардиовежби ќе си имаат за срце и така натаму и така натаму. Сега ние што правиме? Голем дел од градоначалниците се медицински лица, доктори, ама не доктори на наука, него доктори по професија, кој стоматолог, кој педијатар. И што можеме ние да очекуваме од тој градоначалник? Значи, прво, ние треба да сме свесни за кој се кандидира и кого го поддржуваат политичките партии. Благодарам многу и вам за одговорите. И кога веќе зборуваме за јавниот транспорт, еве сега кога ни стигаат информации од гледачи кои што во моментот не следат, односно еве едно инфо, каде што стои дека последен пат кога се возеле бесплатно во Луксембург, односно ете и тоа може да се доживее во град како Луксембург, да биде бесплатен и трамвајот и автобусот и така натаму. И секако особено европскиот јавен транспорт, но не само европскиот, секако да бидеме реални и на останатите континенти, важи за брз, сигурен и секако исклучително чист, така да на задоволство на многу и туристи и домашни резиденти, секако прв избор има јавниот превоз. А зошто еве ако е возможно некаде, кај нас се уште е сето ова невозможно? Добар ден. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам, Да повелете. ви кажам ова сето што го кажавте во рече, меѓутоа тоа е една култура и мешана култура. Меѓутоа ова да се случува како кај нас што се случува, што градоначалничката сите знаеме, на интернет го прочитавме каде и на кого, на која госпоѓа дава секој месец и по колку пари таму што финансира друго. Значи, ова ќе се дигнеше во друга држава, цел народ ќе искочеше и не знам што ќе направеше. Меѓутоа ние изиграваме дека сме толку културни и фини, меѓутоа еле како ни се враќа културата како бумеранг. Значи вакво нешто за градоначалник кај да беше до сега ќе го сменеа. Кај нас затоа ја не знам ние што закони имаме и кој добро кај нас пошто ништо не функционира, не можеме и не може и градов да функционира. Значи јас сум тука родена толку години и све, ја вакво нешто не памтам. Со модела и на работа и со автобуси, со еден куп работи можам да кажам, меѓутоа вакво нешто се нема во случаите. Па вакво е нонсенс вие да се изживljavате со луѓето што ги користите нивните пари. Значи, она живее од буџетот. Она користи парија како што враќа. Она не знае што е да транспорт со кола, со шофер, со све и приватно и како. Значи, вие кога ќе ставите некој градоначалник на функција, значи треба да ставите човек, што тој знае се како, што и како треба да му врати на народот што го донел, а не она само удар префали бригата на друг. Подхитно треба владата да преземе мерки, пари да купи автобуси, после други работи таму нека дава по градоначалниците. Ке подсетам внимателно со тајмерот 90 секунди, бидејќи автоматски се исклучува нели на 90-та минута. Благодарам многу и вам за учеството. Добар ден. Добар ден. Дали сте корисник на јавен транспорт? Да, корисник сум. Па ева, какви се вашите сведоштва? Да почнеме од таму. Па јас за Битола, од Битола гледачка. Значи Битола е катастрофално. Неколку автобуси вртат низ градот, али блиските села по 2-3 километри до 5 апсолутно нема превоз. Превоз има само додека има ученици. После тоа никому не го интересира со што луѓето и како ќе се симнат до градот. Гледачка пред вас од Битола истакна дека се е и раскопано. Да, раскопање, ама еве имате една случка, јас пред неколку дена, буквално такси може 45 минути не можеш да добија. Значи на Горещините мораш да чекаш и ако добиеш, ако имаш третја, една компанија, таа повеќе се користи и како знаеш така. Па еве, зошто во светот сето ова не се случува, а кај нас е редовна пракса? Не се случува затоа што сме многу мирен народ
до општината немаш приступ да дојдеш, нема ни да ти слушаат и да отидеш, они ќе терат својата работа, едноставно нема на кого да се жалиш. Нема. Нема штета да не можеш 3 километри, 5 километри да се стигнеш до градот, да си спазареш. Било за на лекар, било лекови. Така, благодарам многу. Ете, тоа е она што го бараме. Уште една гледачка имавме од Битола, која што еве принесе каква е состојбата во Битола со јавниот превоз. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Се слушаме, нели? Да, повелете. Дали сте види, корисник на јавен превоз? Не баш редовно. Претежно идам со тошак по идам у град. Чат пат со автомобил. Автобус крајна нужда. И тоа пази јас тошак велосипед, да речем и тоа, ако ви кажам со како велосипед пони. Стар 50 години. Го возам, око не ми трепне како Формула 1. И поздраво се осеќам кога идам со него, него да идам со нешто друго. А јас себе ќе ве прашам, според вас, зошто насекаде имаме впечаток дека се е возможно кога станува збор за јавниот транспорт, кај нас никако тоа да профункционира? Зошто е тоа? Види вака, преска некој кажа таму Луксембург. Тачно е Луксембург не само што права и автобуси, него и возевите се без пари до граница. Од граница натака више друга држава те презема. Иначе, зашто кај нас си владе систем на неказнивост? Пак ја ги нагласам, секогаш ќе ги нагласам западните држави, начело со USA, значи Америка. Сакате да кажете дека Америка и Европа не е виновна за јавниот превоз? Да, гарантирам, па видете, она диктира кој да биде власт у државата. Еве ги сега овие патриоти, гледај кои обструкции ги прават на Данела. Нема да мислиш дека ова не е политика. Така, добро, благодарам многу за вклучувањето. Добар ден. Дали имаме гледач? Добар ден. Добар ден. Добар ден, Македонија. Господине Тале, во Прилеп како е со јавниот превоз? Мислам дека добро, одлично си оди, 20 денари е билет и така си има корисници. Во Скопје еве сте го користеле ли јавниот превоз во главниот град? Ретко да душа. Така да одговорам на ова прашање многу важно кое сте го поставиле. Зошто кај нас не функционира? Еве друг пат тема да биде слична на ова. Израел 80 години војни води со Египет, со Сирија, со Ливан, со палестинците. И никој не си селува. Таму машките 3 години одат војска, а секоја девојка оди година и пол во армија, значи, сите, значи, и никој не се селува. И, значи, со ризик по живот одат во војни, гинат. И никој не се селува. И Израел е мојкна држава. Извезува месо, млеко и други работи. Зошто? Имаат патриотизам таму, образовен систем, медиуми, телевизија, народ, си ја сака државата, си ја сака својата земја и се бори и ја креира да биде уште побава за А еве зошто да речеме, добро, рековте сакат, а еве во однос на јавниот транспорт, значи и во соседниот регион веќе се е конектирано, зошто кај нас не? Значи, што ми е зборов? Данела беше сигурно со добри намери да направи што добро за Скопје како независен кандидат, ВМРО со своји пари, средства, трчање на гласачи помогна да стане прв човек на Скопје, но таа што направи? Заби нож в грб на ВМРО и на сите нас, што заради нас таа власт има привилегија. Заби нож и стави луѓе од СДС за директори на ЈРС. Благодарам многу за одговорите. Како и да е, главната тема во денешното издание на Црвена линија е секако јавниот транспорт, кој што мора да признаеме е на вистинска рана
на главниот град, но секако и транспортот, односно неконектирањето на оние рурални средини, неможноста, како што слушаме од гледачите, во 21 век секако да нема основен превоз кој што ќе ги донесе до поголемите градови, секако ефикасно, брзо и едноставно. Зошто некаде сето тоа функционира безпрекорно, кај нас никако да профункционира? Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Затоа што нашите пари се таму некаде. Таму некаде се инвестира. Истите наши пари ги зимаме у кредити и тие кредити па ги крадат, па ги носат таму некаде. И влади се менјаваат, вика што ќе му трошиме мие пари, да ние да се збогатиме, другите влади кои ќе дојдат нека му мислат. А второ, трето, ако еден автобус 100.000 евра, пример, може да и поскап, поевтин, не знам, не може да рече дека кошта 2 милиона евра, за да тяри пари, да излаже. Затоа се краде највише пари у аутопути, у градби, у такви работи. У автобус, у цистерна, немаме пожарни. Зашто не може да крадат тука? Цените се знаат кои се. И таму се некаде парите од одека и нема никоја одговорност. Едни дојди напуни се со пари, други дојди, трети дојди, ние ќе тупкаме место. Овде автобусиве ќе се распаѓаат по пут, стари. Ете, за това немаме ни автобус, нема ништо пари. Благодарам, пријатно. Благодарам многу, велиме и ние, за вашето учество во Црвена линија. Некогаш оваа земја беше и производител на автобуси. Денес немаме редовно автобуси, редовни линии, имаме изоставени линии и секако јавниот превоз, особено во овој месец јули, каде што е не само портокалова, може би веќе и црвена фаза, граѓаните се изложени на здравствен ризик, се возат во неклиматизирани автобуси, секако чекаат предолго на постојките и сето тоа резултира не само гнев, туку и навистина неможност да се истурка денот и секако да се биде продуктивен онаму каде што секако треба да се заработи лебот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па видите, значи ние пред колку години имавме некој пак релативно нормален климатизиран сообраќај. И вие сега да се враќате назад, а сакате видите во Европа. Значи ова е страшно нешто навидено. Шилегов ја продаде градската куќа 14 милиона евра. Каде се парите од градско собрание? Еве да се купат автобуси, ајде. Господјата рече градоначалничка ќе тужи, ќе прави ништо не направи, парите ги нема и затоа кај нас не функционира, а негде таму функционира. Затоа што негде кај има ред и има закон. Кога ќе се казнува секој за све што направил, значи онда мислам дека ќе дојде до некој ред. И вие сега да паѓате луѓе дека што чекаат автобуси да паѓаат унесоци со сати, да мислам не знам кој збор да го кажам, толку да се нема да се купи, значи ајде сега треба тендер, па треба ова, па не знам она и да не може до сега веќе колку е 3 години, колку е градоначалничката да нема да се обноват автобуси, каде е финансова полиција, еве не им плаќа на приватните. Еднашка нека се расчисти нешто, не сите еден на друг се ја префалуваат бригата, а народот страда. Значи народот толку е уназаден, вие имате метропола, вие Скопје. Значи во таква метропола каде да одите сегдека имате перфектен градски сообраќај со трамваи, да не наведувам друг рева и да вие мерат да влезете. Дори и туристите инсистираат, задоволство е да се користи јавниот превоз. Еве сме биле и ние сме оделе еве во Русија и да не кажем каде со трамваи еве во Истанбул тука. Значи и тоа. Така, благодарам многу за одговорите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сум, така? Да, повелете, ве слушаме. Зошто автобуси? Па еве една анкета имаше во локалните градови, тие ја растурија инфраструктурата на автобусите, на градскиот превоз, за да работат таксисти. И тоа анкета пуштија од истата фирма, приватизација доби таа фирма, и кога ме прашаа мене, викам, па нека купи сега хеликоптери, да не превезува. Сакате да кажете дека целно беше уништен јавниот превоз во малите градови генерално? Дали го имаме се уште гледачот?
најверојатно се исклучи. Добро, продолжуваме со останатите. Добар ден. Добар ден. Повелете, одлично ве слушаме. Вака, за ЈСП би разговарав. Јас сум 51 година, од општина Петрова сум таму, се возам од више од 51 година, 20-30 нешто години више се возам со ЈСП. Значи ЈСП се функционираше, дека си онас колку пари имаше толку. Од кој дојде код Цетрански, увази бесплатно ова, бесплатно тоа, па сакаше пари да префрли за тркалото панорамско, ако се сеќавате, не знам колку се сеќавате убаво. И што направи? Добро, зема автобуси, не викам дека не. Скрати на шоферите по 100 евра. И тоа, не знам дали се знае јавност. Значи, тогаш притиска што сака права. Бесплатно, во ред, за пензионери, не за ученици, него за пензионери. Се возеа према Катлано со туби под 5 пати вода да пунат. Гужва. Тоа треба се плати некој. Кај се парите? Значи, некој ги сокри парите и изиграа, тогаш многу добри работи изиграа со ЈСП. Ајде, како надвор во светот постои опција за бесплатен превоз, но нема вакви. Ама домаќински се работи. Домаќински се работи, не палите у град Скопје, дидат па после да ги делат парите. Каде го гледате решението пред се за да се модернизира и подобри и стави на повисоко ниво јавниот превоз? Доека се меша град Скопје, тие едни влешат на други, се виде колку саат од кој беше Даниела, мислам не е вино на она ни немалку. Така, благодарам многу. Време е да ги погледнеме рекламите. А да погледнеме Инстаграмче како одговори на нашата анкета поставена на Инстаграм стори на профилот на Црвена линија. Прашањето беше едноставно. Дали користите јавен превоз? Интересен резултат. Со да одговорија 49%, а со не одговорија 51%. Значи нема некоја голема разлика помеѓу одговорите да и не. Секако ќе има голема разлика и во расположение и секако ќе има разлика по тоа што денот ќе ви биде препознатлив и запаметен по освојување на нов телевизор. Да, тоа е она што следува за кусо време, заврти на Тилма, а јас епте навивам, се разбира и Црвена линија и заврти на Тилма да се гледа на нов телевизор. Да ви помогнеме да се освои. Ајде сега таму запишете ги овие прашања, секако ќе ги има во квизот. Например, кога на латински ќе кажете etc, што сте кажале на македонски? И така натака или на крај? За снеговите на која планина во Африка пишува Ернест Хемингвеј? Која водеше култната радиоемисија Три гонга? Еве ви уште едно прашање. 7-та уметност е филмот. Стрипот 9-та уметност. Која е 8-та уметност? А вистинска уметност е секако да се игра заврти на Тилма. Нема ништо тешко, може да биде исклучително забавно, колективно, но на што е најважно, предизвикот за четврток е нов телевизор. Бил многу пати освоен, нека биде освоен и денес во овој ден. Се гледаме за многу кусо време од мојата втора канцеларија.